И покрај фактот дека денес со пазарот владеат спортско корисните возила, моноволуменците не се предаваат, посебно не големите како што е В-класата на Мерцедес, која за 5 години откако е представена тековната генерација се продаде во 210.000 примероци. Предностите на оваа категорија возила не треба многу да се елаборираат. Тие може да бидат удобно превозно средство на давечни релации, луксузна канцеларија на тркала или пак кампер за уживање во убавините на природата. За максимум задоволство на сите профили корисници, В-класата доаѓа во 3 големини. Ревидираниот стајлинг на надворешноста ја издвојува од доставниот Вито, со кој има многу што заедничко. Маската сега е со дијамантска структура и заедно со новиот браник и светлота ја зголемуваат атрактивноста на изгледот. Повеќе новини има во внатрешноста, која сега е пософистицирана и дополнително опремена. Се истакнува централната конзола со новиот екран на мултимедискиот систем, а доста детали се преземени од патничките модели на Мерцедес. Електрониката ќе се грижи за автоматско запирање во случај на опасност, задржување на лента на движење и за возилата во слепите агли. Луксузните кожени седишта со масажа и панорамскиот покрив пак за пријатни патувања на 8 патници. За тоа ќе придонесуваат и новите дволитарски дизели од 190 и 240 коњи, спарени со 9-степена автоматика и по желба со погон на сите тркала. Цените на обновената В-класа во Германија ќе стартуваат од 37.000 евра, а подоцна ќе биде понудена и поевтината варијанта. Во план е и електрична верзија, чиј концепт ќе биде покажан на салонот на автомобилите во Женева.